Дали должите на лице кое што се вика Игор Ѓорѓев? Игор? Ѓорѓев. Не го познавам. Не го познавате? Не. Сигурно Игор сте. Ѓорѓев? Да. Не знам. Прв пат слушам. Игор, добро вечер. Кристијан Ландов на телефонот. Претрес, како сте? Здраво, добро, еве, славиме роден ден. Вие? Среќа нека е. На кого е роден денот? Ала, мене ми е денеска. Би сакале ли роденденски подарок да биде, пример, Саша Богдановиќ да ви ги врати 50.000 денари што ви ги должи? Па ако може, зашо да не? Па помина повеќе време, имаше 2 години, кога се слушавме последен пат и после тоа контактиравме преку Вибер и ништо така остана. Тој ви вети дека ќе ви ги исплати парите кои што ви ги должи? Да. Тој ги кажа, направи ама, народ. ништо. Да, се слушавме, се знаеме, ми кажа, Игор, ако може да ни испорачаш 50 и нешто ранци колку беа, ја кажав нема проблем, со моите вработени, за 2 дена му ги испорачавме и после тоа останавме на пишување. Добро. И пораките дали се истите овие што јас моментално ги имам, каде што Саша Богдановиќ во декември 23 ви вика само да ми пратат од една фирма пари чекал, Да. што ќе ги покријала, па после тоа вие му пишувате бе другар 50.000 денари или немаш. После тоа му викате во 24-та повторно, ако не ми ги вратиш парите, од утре ќе се јавувам по луѓе да се јавуваат. После тоа тој ти вика другар ти кажав ќе ти бидат пуштени на сметка, чекаме уплата за некој ден и така натаму и така натаму. Точно е. Му кажав, смешно е за таа сума, градоначалник, едноставно да излезе така проблем. За мене тие се многу пари. И точно тие средства не се исплатени према Игор. Јас му реков тогаш како што пишува во пораките дека од тоа место каде што биле порачени дека ќе направам се да бидат исплатени, дека во даден момент сум рекол дека ако у случај не ги исплатат, тоа бидејќи ќе му јас ги сум исплатите споил. сега? Да, еве, Кога? ќе се чуеме со Игор, ќе му бидат А сервисирани. ви пратил 5 пати трансакцијска сметка. Колку пати? Добро, ги се јас чува сум да го се Игор? препратил тоа до таму. Игор, да каде му ја што дадам било ја трансакцијската порачено. Не сметка. треба ти Може, ја нема дадеш, ќе се чуеме јас и Игор и тоа ќе биде и сервисирано. Океј. Сега, втора работа, на почетокот ми кажав дека не го знаете Игор. Како вака ви Не текна? го знам Игор Пријател Ѓорѓев, ми викате ви Игор бил. Офис Плюс, јас го познам Игор Офис Плюс, така ми е запишан во телефонот. Ќе му ги вратите парите за колку дена на Игор, зашто ќе го Е, провериме во ова. текот на овој месец ќе му бидат раздолжени парите. Ова е долг кој што е направен не лично на мене, него е направен кој вие сега да ме Вие замолите, сте јас сам нарачале, на вие го некое должите. место. Не е интересно муабето више да го повторувате 10 Добро, пати. јас сега ти затоа што кажувам, ти вие го можеш должите. да го кажуваш Добро, што Богдановиќ, е- идете во маркет. Добро. Купувате за некого нешто, нарачувате да ви достават и они го доставуваат. Кој должи? Пак, јас сум крив заради тоа што Вие јас го должите. напоменав. Мислам дека беа за некои училишта, кои што редовно ни се јавува. Ако е фирма што не го платила дониравме. долгот, демек вие сте нарачале во нивно име? Мислам дека беа за едно училиште во Куманово. Останате долг, ама тоа е порачано за сосема една невладина организација каде што тоа е испорачано. Значи должите вие? Не должам јас, должи таа организација.